Парскиот. Видете, јас сакам да се заблагодарам на сите кои веруваат дека овие момци можат да направат пресврт и подвиг. Сакам да се заблагодарам на публиката и покрај лошиот резултат и лошата игра дојде да не бодри по кој знае кој пат. И стварно сум пресреќен што можам да кажам, ајде, ова се први импресии, можеби го одигравме најдобриот надпревар со една тотална контрола на играта, без судиска подршка во текот на 60 минути, против една квалитетна репрезентација на Фарските острови, кои што сите ја успорува. Јас уште пред да играме во повеќе наврати давав изјави, многу во јавноста иронично ја сваќаа мојата изјава дека тоа ми се алиби за случај на неуспех. Никогаш не сум бил ни алиби човек, ни алиби играч, никогаш нема да бидам. Можам да бидам слаб, можам да изгубам, но тоа да го поднесам стоејки, да станам и пак да тргнам на ново. Сакам да ми се заблагодарам на моите играчи, на нашите играчи кои веруваа, кои се вратија од еден многу лош резултат во Фарски острови. Можам да кажам дека да, припаќам, бевме слаби, меѓутоа имаше одредени мали други фактори каде што допринесеа да бидеме уште послаби. И мислам дека ова голема работа за македонскиот ракомет. Ова е прв пат, ова нова генерација, без Миркуловски, без Стоилов, без Лазаров, во еден бараш надпревар да се класира на светско правенство. Не е воопшто лесно психолошки, затоа сум горд на моите момци и сменивме доста од играта. Каде го добивме? Сменивме доста од играта. Знаете како кога играте на гостински терен можете да поставите стратегија, тактика. Меѓутоа, тоа се пак гостински терен, они се психолошки, физички и секако појаки за едно 23% и треба да одите на сигурно. Меѓутоа и нашиот менталитет е таков, дури не се сопнеме, дури не паднеме, не знаеме да цениме. Као македонци и ние, јас и сите ние во спортот и во земјата се бориме со нашиот менталитет. Имаме лош менталитет, но исто имаме и големо срце као денес. Пресреќен сум, нема ништо да кажам на критичарите, на ова ќе останам скромен. Не, добро, јас припаќам, али тоа што кажав, никогаш во животот не сум бил ни алиби човек, ни алиби играч, нема да бидам ни алиби тренер. Ако времето ќе покаже. Времето ќе покаже, меѓутоа ова е еден од посреќните денови во мојот живот, што со мојата Македонија, со нови момци, со млади момци, кои се 99% од македонската лига. Играчите на Фарски острови доаѓаат од клубови као Кил, како Берлин. Нивниот најдобар играч прави трансфер во Сегет, нивниот десен бек оди во Хановер. Така да голема работа и одиме во Хрватска. Како викаат, ние македонци треба наладно да доаме. Благодарам.